Колку те ужаснува се тоа што го слушаш еве во денешницава што се зборува помеѓу младите претежно, ќе пак ќе ги потенцирам младите бидејќи тие нели лесно се прилагодуваат на англицизми, па не знам еве за во скопско подречје србизми, ленгови и така натаму, колку те ужаснува сето тоа дека младите всушност не си го познаваат доволно својот јазик да се изразат соодветно на својот јазик. Некако се користењето на англиски термини, ќе кажеме една група на тугизми, англиски, српски, турски, кои се да речеме повозрасните користеле турски, српски. Тоа мислам дека на некој начин кога си бил млад, на пример, си има и одредена чувство на, не знам, сега ќе искористам англиски за cool, за да бидеш cool, сега помеѓу друштвото користиш англиски термини, така да не мислам дека е нужно лошо. Така не сметам дека е толку лошо, само не би сакал да стане основниот јазик на комуницирање да биде англискиот. Јас немам искрено проблем со тугизми или со сите останати, бидејќи тоа ја покажува историјата на подрачјето во кое што сме живееле ние. Одредено време имало турско влијание, одредено време имало српско влијание. Природно е тие зборови да станат дел од македонскиот јазик. Денес имаме сериозно влијание на англискиот јазик, бидејќи англискиот јазик е јазикот на технологијата. Во едно интервју слушав професорката Евтимовска каде што она вели, а денеска не е првиот јазик на детето мајчиниот јазик, првиот јазик е јазикот на технологијата. Бидејќи невозможно е мајката да му каже толку зборови на детето во текот на денот, колку што е способно детето да ги прими од екранот врз основа на кој што ги прима информациите. Така да првиот јазик денеска на детето е јазикот на технологијата. Доколку ние создаваме здрава содржина на македонски јазик, тогаш се уште може македонскиот, односно мајчиниот јазик, јазикот на технологијата да биде еднаков со тој што се зборува дома. Во спротивно, тоа нема да биде.